На денешен ден во 1492 година Кристофор Колумбо ја открил Куба на своето прво патување преку Атлантикот и ја прогласил за шпанска територија. На овој ден во 1636 година во Масачусетс е основан коледжот Харвард, најстарата образовна институција во САД. На овој датум во 1704 година починал англискиот филозоф Џон Лок, еден од основачите на емпиризмот и либералната филозофија, автор на Преглед на човечкиот разум и две дебати за владата. На денешен ден во 1746 година земјотрес во Перу ги уништил градовите Лима и Калао, при што загинале најмалку 18.000 луѓе. На овој датум во 1886 година американскиот претседател Гровер Кливленд ја открил статуата на слободата во Њу Јорк, подарок од Франција, дело на скулпторот Фредерик Огист Бартолди. На денешен ден во 1891 година во земјотрес во Јапонија загинале 10.000 луѓе, а 300.000 останале без покрив над главата. На овој датум во 1914 година е роден американскиот микробиолог Џонас Едвард, кој во 1953 година ја пронашол вакцината против детска парализа. На денешен ден во 1918 година, по распадот на Австро-Унгарија, Националниот комитет ја презел власта во Прага, што довело до создавање на Република Чехословачка. На овој датум во 1919 година во САД стапил на сила закон со кој се забранува продажба на пијалоци со повеќе од половина процент алкохол. На денешен ден во 1922 година околу 40.000 фашисти на Бенито Мусолини марширале кон Рим, а 2 дена подоцна тој добил мандат да формира влада. На овој датум во 1940 година италијанските трупи ја нападнале Грција од Албанија по одбивањето на ултиматумот за воспоставување на воени бази. На денешен ден во 1962 година завршила кубанската ракетна криза. Никита Хрушчов наредил повлекување на ракетите, а Џон Кенеди ја укинал блокадата на Куба. На овој датум во 1995 година во пожар во метрото во Баку, Азербејџан, загинале 289, а биле повредени 270 лица. На денешен ден во 2000 година во Косово се одржале локални избори под покровителство на Обединетите нации, на кои победил Демократскиот сојуз на Косово на Ибрахим Ругова. На денешен ден во 2002 година висок американски дипломат Лоренс Фоли бил убиен во Аман, Јордан, првиот западен дипломат убиен во таа земја. На овој датум во 2005 година починал познатиот театарски и филмски актер Љуба Тадиќ, кој оставил силен белег во југословенската уметничка сцена. На денешен ден во 2013 година починале Тадеуш Мазовјецки, првиот некомунистички премиер во Источна Европа, и Александар Тијанич, новинар и директор на Радиотелевизија Србија.